Кибернетски напади, дури помокни од традиционалното оружје. Колку добро се подготвени САД за можен сајбер Армагедон, експерти коментираат. Последици од војната. Дмитро Антонов, последниот пилот на Мрија, најголемиот и најтешкиот товарен авион во светот, евоцира спомени за последниот лет на 5 февруари. Иновации, се поголем број луѓе се свртуваат кон уреди на телото за подобрување на здравјето. Ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Украина објави дека има жестоки и силни напади во вторникот во регионот на Северодонец, додека руските сили се обидуваат да стекнат целосна контрола врз источниот град. Во меѓувреме во видеоговор меѓу лидерите на Африканската унија, претседател Зеленски рече: "Ова војна може да изгледа многу далечна за вас, за вашите земји, но катастрофалното зголемување на цените на храната веќе стаса и до милиони африкански семејства." Еве ги деталите од теренот. Портпаролот на Генерал-штабот на вооружените сили на Украина на дневниот брифинг изјави дека борбите во Северодонецк биле жестоки, при што Русија извршила воздушни напади и гранатирање на украинските позиции. Гувернерот на Луганск, Серхи Хајдај, пријавил тешки борби во хемиската фабрика Азот, каде што се засолнуваат украински борци и околу 500 цивили. Претходно, претседател Зеленски ја обвини Русија дека ја држи Африка заложник со блокирање на испораката на пченица и придонесувајќи за зголемување на цените на храна на континентот. Тој рече дека Украина води комплексни преговори на повеќе нивоа за да се обиди да стави крај на руската блокада на украинските пристаништа. САД се мета на илјадници кибернетски напади дневно, од кои многу доаѓаат од Русија. Ако тензиите меѓу Вашингтон и Москва ескалираат повеќе поради војната во Украина, експертите се загрижени дека рускиот претседател Путин ќе нареди целосен сајбер напад што би можел да ја уништи критичната инфраструктура на Америка. Каква е подготвеноста на САД? Игор Тиханенка има детали на оваа тема. Брзите и координирани западни санкции за Москва поради незиниот неиспровоциран напад на Украина тешко го погодија рускиот финансиски систем. Лут на Вашингтон за организирање на обединет одговор и снабдување на Украина со оружје, некои стравуваат дека рускиот претседател Владимир Путин може да им се одмазди на САД во доменот каде неговата држава е најдобра – информатичката војна. Ако ситуацијата ескалира понатаму, мислам дека ќе видиме руски сајбер напади врз нашата критична инфраструктура. Вакви стравови имаат и други експерти. Сајбер нападите може да бидат дури пострашни од традиционалното оружје. Но колку добро се подготвени САД за можен сајбер Армагедон? Експертите велат дека е комплицирано. САД се лидери во можностите за сајбер напади, но нашите одбранбени капацитети се доста слаби. Би рекол дека се на ниво на градинка. Успешниот француски предприемач и програмер Николас Шелан и се приклучи на американската влада во 2016 година да помогне во борбата против сајбер криминалот на меѓународно ниво. Тој се разочара во владините способности да ги заштитат системите. Други експерти велат дека последиците од сајбер нападите, дури оние од широк обем, сепак ќе бидат географски ограничени. Мислам дека може да се направи голема штета, но сепак регионално. Имаме голема сличност на многу од овие сектори, така што ако тие се погодени во еден регион, има флексибилност во системот. Естонија беше првата држава која беше мета на сериозен државен сајбер напад. Во април 2007 година хакери, наводно од Кремљ, нападнаа владини веб страници, медиуми и финансиски институции. Напаѓачите користеа компјутерска мрежа, компрометирани уреди поврзани на интернет. Томас Хендрик беше претседател на Естонија во тоа време. Работите се влошија многу од тогаш. Со ширење на интернет технологијата се зголеми потенцијалот за успешни хакирања. Сепак, експертите велат дека војната во Украина може би понуди уникатен поглед во вистинските капацитети на Русија, фрлајки светло не само во ограничувањето на Москва во конвенцијалното војување, туку и во информатичката војна. Ако ме прашавте пред 3 месеци ќе ви дадев друг одговор, но сега ми изгледа дека Русија треба да се посвети повеќе на одбраната. Не го прави тоа толку добро. Една од причините за тоа, велат експертите, е вклученоста на трета страна во конфликтот.
А од актуелната војна го издвојуваме Дмитро Антонов, кој служеше како капетан на најголемиот товарен авион во светот, АН-225 Мрија. Неговата улога заврши кога руските сили го уништија иконскиот авион веднаш по инвазијата на Украина. Тоа беше најголемиот и најтешкиот товарен авион на светот. Сега, ова е она што остана од АН-225 Мрија на украинската армија. Руските сили го уништија легендарниот авион на 27 февруари, на третиот ден од војната во Украина. Основная часть, которая как бы... Половина од авионот беше целосно уништен. Главниот дел каде седат пилотите, каде живеевме, каде го минувавме целото време, нашата пилотска кабина, сето тоа беше уништено. Дмитро Антонов го пилотираше Мрија на неговиот последен лет на 5 февруари од Данска до Украина. Тој вели дека му било тешко да ја прифати реалноста за уништувањето на авионот. Но е все равно для себя... Постојано велев дека додека сам не видам што остана од авионот, со своји очи нема да верувам. Антонов отишол да ги види остатоците од авионот денот како руските сили се повлекле од градот Хостомел, каде се наоѓаат хангарите на фабриката Антонов. Ну что, пошли здороваться. Привет, самолет. Ајде да се поздравиме. Здраво авиону, ова е ужасно. Это ужас. Капетанот Антонов летал 1500 часа и го видел светот со авионот Мрија. Авионот се користел за транспорт на генератори за електрани, огромни делови на ветерници, животни и хуманитарна помош. За време на пандемијата Мрија транспортираше медицинска опрема низ целиот свет. Самолету крайние годы уделялось... Имаше многу луѓе кои сакаа да го погледнат авионот, многу новинари сакаа да знаат како лета Мрија, како е дизајниран и конструиран. Димитро Антонов, како и другите експерти за авиони, вели дека е невозможно да се поправи авионот, но можно е да се изгради нов. Фабриката Антонов има надворешен дел од друг авион Мрија. Но со проценетите трошоци кои се движат од 800 милиони до 3 милиарди долари, Антонов признава дека нема смисла да се обнови авионот за комерцијална употреба. Но тој додава дека тоа може да биде вредно и на друг начин. Я так думаю, что, наверное... Верувам дека Мрија ќе биде повторно изграден не како комерцијален проект, туку како символ и не само символ на Украина, туку символ на целиот свет, символ на победата. А за крај на News Flash, се поголем број луѓе носат електронски уреди за следење на здравјето. Еве како помагаат од следниот прилог. Фред ужива во градинарството. Сега особено кога неговиот дијабетес е под контрола. Порано користев тест ленти и постојано бев загрижен за шекерот во крвта. Сега на рака имам уред што ми помага да го контролирам дијабетесот, а тоа е смирувачко чувство. Уредот што го носи на себе постојано го следи нивото на шекер во крвта, што е корисно за него и за неговиот лекар. Информациите што од тука ги добива му помогнале да го промени начинот на живот. Фред побара да не биде идентификуван со целото име заради заштита на приватноста. Овој уред ми помогна да ја менаџирам секојдневната исхрана и успеав да ја постигнам целта. Се поголем број луѓе како Фред се свртуваат кон уреди што се носат на телото за да помогнат во подобрување со нивното здравје. Некои пешачат со тие уреди. Користам Apple Watch за да имам увид во бројот на чекори, работата на срцето и воопшто за нивото на активност. Овие податоци може да се споделат со лекарот. Можам да добијам анализа на активноста од вашиот iPhone. Можам да забележам тренд. За една недела го добивам истиот примерок што нормално би го добил за една година. Ова го менува начинот на кој живееме. Некои го поставуваат прашањето за загрозена приватност. Сакаме да можеме да добиеме информации со заштита на приватноста на пациентите. Во тек е усовршување на технологии кои ќе бидат помалку наметливи и поефикасни, вели доктор Милани. Тука е крајот на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации подете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер. Се гледаме.